Некои луѓе Бог им дарил дарба, но генот им ја одредил професијата. Таа живее со и за музиката која е традиција во нејзиното семејство и љубовта кон музиката несебично ја пренесува на помладите генерации. Таа е пианистка и корепетитор во музичко-балетскиот училишен центар. Добро утро, овој понеделник и посакувам на Роска Бадева. Добро утро. Добро дојдовте во мојот дом. Благодарам, Роска, што ни ги отворивте вратите од вашиот дом и ни дадовте шанса да раскажеме една успешна музичка приказна. Јас кажав, растевте обкружена со многу музика, со многу љубов кон музиката и несебично ја пренесувате на помладите генерации. Да, јас имав среќа што растев во едно хармонично семејство со секојдневно пеење, слушање на музика, луѓе, така да уште од мала знаев дека мојата професија ќе биде сврзана со музиката. Од почеток тогаш немавше клавири, имав многу голема желба за клавир, па си нацртав клавиатура на еден картон, па си вежбав тоа. И татко ми виде големата желба ке мене, ме запиша во нижа музичка, заедно со сестра ми. Немавме клавир тогаш, вежбавме у комши, добро. Сестра ми исто така и брат ми пеја, меѓутоа сестра ми не продолжи музика. Тоа, јас имав многу одлични професори. Сакам да ја спомнам овој пат, ако може, мојата професорка русинка Наталија Конева-Лозинска, која што со толку љубов и стрпление ме подготвуваше. Ќе кажам, може да кажам еден случај. Кога беше земјотресот, таа зграда на музичко се сруши и не преместија во бараки во Дебармало, кај што беа бараките. И јас бев на час, професорката до мене и јас свирев нешто. И наеднаш почна, тогаш имаше многу земјотреси, нели, едно по друго, и се слушна топот, сите бегат надвор. И јас свирам занесена во музиката, професорката до мене седи мирна. И многу сум благодарна на сите професори и сакам јас и ја пренесував љубовта кон музиката на моите ученици со моето свирење како корепетитор во балетската школа. Вие покрај тоа што се занимававте со музика, сега веќе сте пензионерка, но неуморна сте и во заштита и промоција на делото на вашиот татко, златното грло на македонската естрада Никола Бадев. Да, кога наполни он 20 години од смртта, он многу рано почина, 76 година, јас сакав да направам една брошура за него и почнав да одам по роднини, пријатели, негови изјави, колеги. И кога почнаа да ми кажуваат за него, некако интерпретатор само неговите по човек, дека бил многу добар, таа нарасна во една монографија книгата и потоа се редеа. Јас исто така студирав етномузикологија во Белград, додека студирав овде во Скопје, музичката академија, и затоа имав подготовка и ги мелографирав сите негови песни. Цело негово творештво ми е забележено во 6 книги. Неодамна Никола Бадев беше одликуван со постхумно со наградата за животно дело. Што оваа награда значи за вас? Па јас бев пријатно изненадена затоа што овие легенди требаше одамна да се наградат, меѓутоа благодарност на председателот се доделија овие награди и мене ми е чест што ја добивме меѓу 13 заслужни уметници на Македонија. Не само со
книгите, каде го кодифициравте делото на Никола Бадев. Вие придонесовте, вие бевте иницијатор за отворање на спомен собата на Бадев во неговото родно Кавадарци. Во 2010 година во Кавадарци, во склопот на Тиквешките вечери, се одржуваше традиционално неколку години концерт наречен Вечер на песната и виното Никола Бадев. И тоа беше многу убави манифестации со посета на сите легенди, колеги, најпознатите, кои што им беше чест да дојдат без надокнада да пеат за него. Меѓутоа некако тоа се прекина, но потоа 2018 се отвори спомен собата во Кавадарци. Целиот работен век својата љубов кон музиката ја пренесувавте на помладите генерации. На што ги научивте вашите ученици? Која е најважната порака што им ја пренесовте? Мислам дека ги научив на убавата музика, која што преку целиот час течеше заедно со нивните вежби. Се разбира, имаше педагог по класичен балет, а јас бев само придружник. И на мојата музика тие изведуваа вежби. И јас уживав кога они ужива во мојата музика. И до ден денеска ние си контактираме. Јас ги сакам многу исто и они мене, така да не ме заборавија. Која е најважната порака што им ја упатувавте? Па да ја сакаат музиката. Едноставно, покрај балетот што го вежба, да ја сакаат музиката, затоа што во таа музика што јас ја свирев, не само класична музика, беа испреплетени карактерни игри, тоа се игри од фолклорот на народите, така да имаше разноврсно, разновидно и се учеа и со фолклорот на другите народи. Тарантела, Италија, мазурка, Маđарска, од Румунија, од сите, Молдавија, многу убави игри и они се запознаа со таа музика. И тоа беше богатство едно и за нив. Како изгледа еден ден на Роска? Како стартува денот за вас? Пензионерски малце, повеќе успорено, меѓутоа уште работам. Сакам уште една книга да направам за Австралија 68 што биле татко ми со колегите, за кој што јас само го имам материјалот и мислам дека не треба така да стои, треба да биде у архивите, да се документира. 6 книги, спомен соба, вечер на песната и виното Никола Бадев. Што е следно? На што ќе се концентрирате? Следно ви кажав, ова е книгата и ви кажав дека сакам ова традиционално да биде во Кавадарци, секоја година да се одржува. Манифестацијата за Никола Бадев на 26 октомври, на кој што сакам да настапуваат и уметници и аматери кои што би сакале да учествуваат на таа манифестација, да се прошири едноставно, не само у Македонија и надвор од границите, да. Што би им порачале на младите генерации што допрва доаѓаат? Би им порачала да со работа се постига. И со волја, и со љубов. Значи да имаат еден двигател во себе, оти без работа е безмислен животот, барем за мене. И за крај на ова утринска дружба, како би финиширале, ако не со убавата македонска песна, омилената на вашиот татко, Параходот ми пристигна. Гледачите ги оставам да уживаат во песната. Вам, Роска, ви благодарам за
прекрасната утринска дружба. Иван, исто ви благодарам што ми направивте чест што дојдовте во мојот дом.